услови на корона одлучивте да направите Red Light District Скопје и оваа година? Точно така, оваа година за прв пат после 13 години се откажавме од маршот на црвените чадори и одлучивме да го замениме со еден уметнички перформанс наречен Скопје Red Light District 2020, кој што оваа година по втор пат се одржува во Скопје. Првиот настан беше организиран во 2017 и после 3 години конечно се враќаме во едно малку поинакво и пооригинално светло, вечерва тука во Универзална сала. За настанот за кој што верувам дека вечерва уживаат гледачите, Скопје Red Light District 2020 представува уметнички перформанс кој што има за цел да го отслика шармот и духот на улицата на црвените фенери во Амстердам. Која е пораката што сакате да испратите од овде? Она за што ние како организација се бориме и овој уметнички перформанс имаат за цел да испратат порака до јавноста, дека сексуалната работа е работа, сексуалните работници се работници и тие треба да бидат прифатени како такви. Зошто направивте пауза 2 години? Изминативе 2 години реално ние навистина инсистиравме да одржиме Скопје Red Light District. Меѓутоа се соочивме со потешкоти во однос на простор, на идеален простор, затоа што сепак сакавме да го организираме да биде пристапно за јавноста, да биде на булевар, да биде на пешачка зона, така да во изминатите 2 години таква опција не ни беше возможена. Оваа година за среќа успеавме и навистина му благодарам на менеджментот на Универзална сала кој што ни излегува во пресред, се отворени и навистина ни дозволија да овој настан го организираме токму во Универзалната сала. Затоа што сметаме дека Универзална сала е духот на Скопје и тоа е многу генерации од нас до сега барем имале можност да следат малку поинакво настани од поинакво светло, така да ова е нешто сосема и ново и различно кое што му се случува, кое што се случува на Универзалната сала. Мислам дека впрочем и со овој настан да не шпекулирам, меѓутоа моите сознанија се дека за година во овој последен настан кој што се организира во Универзална сала, знаеме нели располагаме со информации од медиуми дека истата е планирана од следната година и да почне со реконструкција, така да баш ми е навистина драго и што впрочем со еден ваков настан за годинава го заокружуваме и работењето на оваа Универзална сала која што навистина значи една култура за сите нас. Задоволни ли сте од одзивот? Да, она што во моментов се соочивме е дека Facebook апликацијата го бутна настанот, веројатно заради нюдити. Меѓутоа го пренесовме во моментов линкот оди на YouTube. Да, навистина ако треба да направиме една паралела, што е она што ја подигна македонската јавност, дали е тоа маршот на црвените чадори или е Скопје Red Light District, навистина ова е тоа. Овде имаше некои дофрлања, прашува овде присутните дали имали начин да им дадат по 10 евра на девојките, затоа што очигледно беа задоволни од начинот на кој што сте го организирале ова вечерва. Постои ли таков начин? Така, ова е уметнички перформанс, ова значи култура, и ова не значи дека девојките кои што се на излог, впрочем и нудат во моментов сексуални услуги, тие се сексуални работнички, доаѓаат од целната група која што ние ја застапуваме, меѓутоа нивната улога на овие излози во Универзалната сала вечерва е да впрочем им помогнат и на скопјани да ги запознаат сексуалните работници малку од поблиску. Знаете, сексот и сексуалните работници се уште тема, ние сме закржлавено и конзервативно општество, меѓутоа не, апсолутно, станува збор за уметнички перформанс и девојките кои што се на излог вечерва се во улога на уметници.